Инспирација, креативност, раце што создаваат уметност или шапки кои што ја истакнуваат личноста. Може би веќе знаете за кого станува збор, уникатните дела на Мирјана Јосиповска, која што веќе една година рече се твори под името Мија, и во продолжение ова утро ќе имаме можност да ја проследиме незината последна и најнова колекција, но и да поразговараме со нејзе за инспирацијата, за креативноста и за тоа што значи уметноста и креативноста. Мирјана, ќе ти посакам добро и убаво утро најнапред. Добро утро и на вам. Благодарам многу за поканата и задоволство е тука да можеме да разговараме повеќе за мојата работа. Да, неколку пати веќе имаме зборувано за твојата креативност и за она што ти го правиш овие неколку години, она што може да го погледнат гледачите, она што јас и ти го носиме, нешто од твојата последна колекција, па што беше инспирацијата и како настана оваа колекција? Името на самата колекција беше Зимска носталгија, па така како што кажува самото име, инспирацијата беа носталгичните моменти од зимата. Во мојот случај, моите моменти од детството поврзани со зимата, тоа е денови поминати на зимски распуст, денови со моите баба и дедо, снег, скијање, бадник, божик, така да инспирацијата беше поврзана со сите овие моменти, меѓутоа и вкусовите кои што ги може да ги искусиме од тој период, како костени, греено вино, слатки кои што се делат нели за време на божик и на бадник, така да сите овие бои, да речеме вкусови, гледав на некој начин да ги пренесам во новата колекција, со тоа што самите силуети на моделите беа исти, ги имаме истите модели нели на достапни шапки, меѓутоа инспирацијата се изрази преку потребата на боите на овие модели. Така, како ќе ја опишете вашата нова колекција? Зимска, носталгична, топла. Колку време беше потребно да се направи од почетокот до крајната реализација оваа нова колекција? Генералниот период за изработка на една колекција е 6 месеци, така да почнувајќи од првата скица, кај што буквално се скицира моделот, имаме некоја прва замисла за како би изгледал самиот модел, па се до прототипирање, па нели до финалниот момент, тоа е самото производство на таа колекција, така да временскиот период би бил генерално 6 месеци. Да, доволно време, нели, за да се направат сите овие преубави модели, кои што се секако за дами со стил. Колку се промени в тебе од првата шапка која што ја изработивте до денеска? Забележувате ли промена, можеби стилот е тој, но сепак дали имате промена во работата? Па генерално со самото започнување на ова како дизајнер, меѓутоа исто и како човек, меѓутоа да речеме како основач, може да се почувствуваат многу разлики, така да не се менуваш само на кариерно ниво, меѓутоа се менуваш и на лично, така да и се разбере и естетски самиот како самиот бренд изгледа, така да една промена еве која што имавме, самиот бренд се ребрендираше, така да од Мирјана Јосиповска сега стана Мија, со тоа што имаме поднесено исто така и регистрација за трейдмарк на самиот бренд во 6 држави на Западен Балкан, тоа се Македонија, Србија, Албанија, Косово, Босна и Црна Гора, така да и целта на ова беше да се брендот да може да се пласира на поинтернационална публика, не само македонска. Меѓутоа во сршта на самиот бренд од естетски аспект е дизајни кои што ќе изгледаат елегантно, класични, ќе бидат инспирирани од класична женска убавина. Да, Мирјана, значи кога нешто се работи со многу љубов и труд, сепак може да се успее нели и надвор од нашите граници. Би сакала да ти честитам нели за оваа успешност која што ти имаш и верувам дека понатаму ќе се шири и понатаму твојата приказна подалеку. Како ќе опишеш твојата работа, твоето дизајнирање и креирање во неколку зборови? Па би рекла дека е моја голема пасија, така да за мене не е само работа, туку е нешто што навистина го сакам, нешто во кое што навистина верувам и нешто кое што сакам да го работам.
Како гледате вие на шапката? Дали гледате како моден додаток кој што нели ќе направи повпечатливи или како израз на личноста? Па шапката генерално е оној тип на додаток кој што може на вистина да го дефинира целиот изглед, меѓутоа за мене шапката не е само додаток како физички предмет, меѓутоа и е став, така да со самото носење на шапка кај една жена, таа покажува дека има свој став, свој личен стил и како се носи во светот. Така да како се носи во јавноста, како се носи пред луѓето, така да шапката е додаток, меѓутоа е и личен став. Така, колку ке нас дамите, жените сакаат и одбираат на таков начин да се појават во јавноста и да остават еден печат? Па кај нас многу е мило што имаме публика која што доста сака да речем да се изразува на тој начин и баш ја гледа шапката како додаток каде што може елегантно да се изрази. Мислам, мојата лична љубов кон шапките доаѓа од баба ми, така да и таа сакаше да носи шапки и мајка ми, сега и јас, така да мислам дека е дел од нашата култура каде што сакаме да се облечеме добро, да изгледаме добро и да се представиме добро. Да, никогаш шапка или баретка не асоцирало на Париз и на француските дами, но денеска се менува тоа веќе. Нели и кај нас можеби не толку често, но сепак се забележуваат дами кои што сакаат нели да носат и баретки, шапки и таков нели да им биде стилот. Колку еве можеби кај вас доаѓаат жени кои што сакаат да се советуваат кога ја избираат шапката или пак можеби секој само си го избира моделот кој што ќе му се допадне. Колку кај нас жените примаат еве можеби совети кога станува збор за шапките? Па би рекла генерално дека доста од нашите клиенти сакаат да примаат совет и често и прашуваат нели кој тип на модел најмногу би им одговарал, бидејќи има и разлика видот на шапка со самиот да речам со самата градба. Пример некој кој што има можеби поголема глава, подобро би му одговарала поголема шапка, некој кој што има помала глава, помала шапка или висината на челото, самата градба дали има повисок врат, понизок врат и слично. Меѓутоа тоа што имам видено до сега е генерално помладите генерации преферираат баретки, додека повозрастните генерации се тие кои што ги преферираат поголемите модели, особено пример моделот Софија кој што ни е така најголем и најволумозен продукт, така да таа е таа генерацијска разлика која што постои кај клиентите. Да се следат ли можеби трендовите? Какви трендови еве сега во поглед на шапките доминираат еве можеби во светот? Па генерално би рекла употребите на бои, мислам, тоа е генерално класично нели во однос на самата сезона. Последниве неколку сезони за есен зима популарна е бордо бојата, а додека на пролет пак и пролет лето поинтересни се употребата на памук и на лен и некои таков вид на продукти кои што можат да се носат на плажа. Меѓутоа исто така тука ги имаме и пастелните бои, имавме светло жолтата нијанса во боја на путер. Така да генерално се појавуваат овие некои трендови. Еден да речам тренд, меѓутоа не е баш тренд, а нешто што е многу важно и за нашиот бренд, меѓутоа нели кој што ги има и на светско ниво е самата идеја за одржливост, односно производи кои што се одржливо произведени од материјали од природно потекло или пак материјали кои што можат подоцна да се рециклираат и со така продукти кои што се етички произведени, така да тоа е еден да речам не тренд, меѓутоа нешто кое што е популарно во светот. Меѓутоа во однос на самиот дизајн, целта е да се создаваат парчиња кои што можеби не би биле толку трендовски секоја сезона, меѓутоа ќе ги имаат тој класичен изглед за да можат да се носат со години, да и децени после тоа. Да, кога зборуваме нели за еко модата, да не забравиме нели да кажеме дека буквално 100% еколошки се и шапките на Мија и се она вие што изработувате и како стегачи нели за глава стегачи за коса и сите модни додатоци кои што се со вашиот потпис. Што се подготвува еве можеби во моментов, дали ќе имаме и пролетна колекција?
Да, во моментов спремаме нова пролет-лето колекција, исто така спремаме и нова колекција на помали додатоци, кои што ќе бидат достапни во нови бои, исто така спремаме продажба на нови пазари. Така да тие се моменталните проекти на кои што работиме во моментов. Да, убаво е кога млади луѓе творат и кога успеваат, но потребна е нели поддршката максимална, затоа сме ние нели тука за да дознаат што е можно повеќе луѓе, особено кога се зборува за одржлива и за еко мода и овие шапки беретки верувам дека ќе можат да се носат и децении понатаму, односно оние дами кои што ги имаат да ги остават на своите деца, на своите внуци, токму со подписот на Мија. Јас ти посакувам уште многу успеси во иднина и до следното видување. Ти благодарам многу, огромно беше задоволството и се гледаме следен пат.